Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Домашни кашички од сезонско овошје и зеленчук, богати со вкусови и витамини, многу едноставно и брзо можете да направите и самите. Најдобри предлози за здрави бебешки и детски оброци можете да добиете од првиот македонски бебешки готвач Бебе Готвач, кој што е достапен во Android апликација и во печатена форма, а од неодамна можете да ги следите и видео рецептите. На оваа тема денеска зборуваме со авторките, односно двете мајки кои што стојат зад проектот Бебе Готвач, тоа е Ирина Наков и Елена Петковска. Добре ни дојдовте. Добре, како сте? Одлично. Зафатени сте периодов, започувате нов проект, но јас би започнала од самите почетоци. Всушност, почетокот е поврзан со една група на Facebook Здрава храна, здрави деца, која што имаше за цел да ги поттикне родителите да размислуваат околу здравите прехранбени навики на нивните деца од самиот почеток, односно од воведувањето на дохраната од 6-тиот месец нагоре. Денеска во групата има повеќе од околу 35.000 членови, кои што се многу активни. Очекувавте ли таков одзив од родителите поврзани со исхраната на нивните најмили? Искрено не. Сме кажале многу пати до сега, групата испадна како потреба најпрво на нас две да направиме едно катче каде што ќе може да разменуваме мислења и информации со поискусните мајки. Меѓутоа, со Ирина смисливме некои правила и водач кој ќе биде групата да ја направи лесно достапна во пребарувањето на информации. Значи, направивме документи со намирници кои се воведуваат поготово на почетокот, бидејќи тогаш се дилемите на родителите и тогаш е оној страв што треба да се воведе и кога. Направивме PowerPoint презентација со неколку рецепти, имавме намирница на денот, секојдневно се објавува фотографии со намирници кои се даваат со целосно објаснување на составот на намирницата, зашто е добро да се дава, од кога да се дава. И мислам дека членовите, родителите, иако најмногу мајки имаме во групата, тоа ја прифатија групата токму поради тие работи. Велите дека не сте стручни, не сте професионалци во оваа област, но премногу истражувавте и одлучивте сето она што го добивте како информација да го споделите со јавноста. Колку време истражувавте, на кои сајтови, од кои книги земавте информации? Вака, први да ве прекинам, морам да поздравам и Весна, затоа што она немаше, таа една од админките на групата, немаше да биде групата тоа што е и без нејза. Меѓутоа конкретно за ова истражувањето доаѓаше само по себе како што растеше групата. Значи сето тоа што ни беше нас потребно да го знаеме, да го пласираме исто на членовите кои што секојдневно имаат и ден денеска прашања. Истражувавме од многу сајтови, сега не можам ни да се сетам, значи се што е релевантно од Американска асоциација на педиатри, од европски медицински установи и слично, сајтови значи за подготовка на бебешка храна, од нутриционисти, затоа и подоцна вклучивме и нутриционисти како модератори и доктор во самата група, кои што значи колку што имаат време и самите одговараат на прашањата, значи сето тоа се течеше постепено, само со себе си доаѓаше. Не одевме конкретно, ајде сега морам да научам, меѓутоа за да одговориме на одредени прашања, така минативе 4 години собравме толку искуство да едноставно децата не воде. Да, децата не воде. Како требаше да се воведуваат намирниците, нормално се консултиравме со нашите педиатри, значи како следуваат фазите на воведување на одредени намирници, така ни кажуваат, ние истражуваме нешто повеќе, во некои работи се согласуваме, во некои не, и од таму е таа потреба за истражување. Имате многу строги правила кога станува збор за објава на одреден рецепт. Мора детскиот оброк да биде подготвен исклучиво од здрави намирници. Сега, имате ли време постојано да давате одговори на сите прашања и на коментарите понекогаш кои што се не така ретки, дека мајката најдобро знае што е најдобро за незиното дете? Време има, се уште одговараме. Колку објави има од прилика дневно? Па минимум 30 до 50.
Зависи коментари од денот. на сите имам. Да, коментари многу, има да. секој. Значи ги следиме колку можеме, веќе самите членови што се подолго време во групата ги знаат правилата, па некогаш знаат и да ни помогнат да ни пријават пост и слично ако има нешто надвор од нашите правила. Да, строги сме со правилата, меѓутоа ни заверуваат некогаш. Меѓутоа не сакаме да се предлага било што во групата, значи секогаш е борбата за кексите. Ден денеска, после 4 години постоење, и зошто се знаеме, има млади родители кои што како нас предходно не знаеле зошто готови кекси не се во ред. Меѓутоа тука сме да објасниме кој сака да прифати, ќе прифати, кој не сака да прифати, ние сме тие. Така, домашните бисквити ми се чини дека е рецепт кој што има е најприменлив кај да, и младите најбаран. Постојано е, значи, рецепт за домашни кекси. Има стварно многу идеи, членовите постираат многу различни секојдневно модификации, нови рецепти што ги нашле, така да за домашни кекси што навистина се замесуваат за едно 10 минути. Така, еве да објасниме како се прави на вистина брзо. 10 минути да се направат домашни бисквити. Што се, еве, на гледачите да им дадеме една мала насока, што е потребно да се стави како продукт за да се добијат домашни бисквити, кои што немаат адитиви? Буквално може секој рецепт за бисквити, оние суви колачи American cookies што ги викаме и често ги конзумираат американците. Доволно е само да се сменат намирниците, значи да се избегне шеќерот, оние стари рецепти што нашите родители ни ги правеле како бисквити, порано се правеле со маргарин, ќе ставиме путар, значи за сладувачот наместо обично бело брашно убаво е да се направи комбинација на интегрални брашна, па дури да се додаде на пример количината дел од брашното да бидат јатки со мелени ореви, лешници. Значи толку се лесни и прилагодливи тие рецепти, скоро да нема утка. Воопшто нема некаква филозофија. Оние што се кај нас во групата постирани, сите се со тој состав, меѓутоа има некои различни зачини, па добиваат друг шмек колачите. Печењето е лесно, дури децата ги сакаат не само затоа што се вкусни, значи кога правиме муабет за здрава храна, поготово колачи, да не мислат дека тоа е нешто што е блюткаво и не се јаде, се вкусни, а уште е подобро што може на пример да се прават разни форми, па децата ги сакаат. Да, привлечно за нив, исклучително привлечно. Се повеќе родители сакаат да подготвуваат домашни кашички, домашни оброци воопшто за нивното дете. Кој е вашиот впечаток? Што е најголема дилема на родителите? Дали можеби начините на комбинација на мирниците? Често можам да видам објави во кои што мајката има фотографирано, да речеме, сладо компир и не знае со што да го искомбинира, или пак се прашува просото во што да го стави и која е најдобра комбинација. Да, има чести се тие прашања, особено на родители кои што значи за прв пат имаат дете. Исто како и ние, на најголемиот страф ми беше на 6 месеци кога синот требаше да почне со дохрана, а немав појма од ништо. Така да на моје место сега се и многу други родители. Да, првине со што да се започне со дохрана, значи кои намирници и дали намирниците правилно се комбинираат, дали едно може со друго и слично. Сладо компир и просо да е прашањето, затоа што можеби тие во поново време се користат, меѓутоа сладкиот компир исто како и обичниот може да се користи во било која форма. Со зеленчукови каши, просото е нешто што долго време се користи, го има кај нас, значи тоа не е нова житарка, меѓутоа за жал можеби порано не била толку искористена и не била конзумирана за како оброк, меѓутоа тоа е нешто хранливо, така да како сите житарки може слободно. Во моментов можеме да го видиме првиот видео рецепт кој што беше поставен на вашиот канал на YouTube, Бебе Готвач. Се работи за топчиња од пастрмка. Може ли да го искоментирате најнапред рецептот, што е потребно и дали ова е лесно за подготовка? Да, што е лесно, него е вкусно. Да, од неодамна започнавме со нов проект, снимање на видео рецепти, баш заради прашањата дали е лесно да се подготви еден оброк и колку време треба. Значи преку видеото може да се види дека тоа иде брзо и едноставно. Намирниците кои ги ставаме обично во детските оброци и не треба да има не знам колку многу намирници, значи треба бебињата да го осетат вкусот на главната намирница, како што во видеото е на пример пастрмката.
ретко има деца, бебиња што одбиваат на пример да јадат риба, ова е еден одличен начин да се подметне. Да се подметне. Вкусот е не толку многу јак на рибата и децата ги сакаат, барем нашите ги бендисаат. Значи се печат, вкусни се. Ова е здрава, на пример, идеја и верзија на оние пирошки што порано кај нас се правеле од компир па пржени. Значи ова е една здрава варијанта со печење. Буквално треба 20 на минути да се подготви оброкот. Се вари компирот, се вари пастрмката или се готви на парја, се мешаат лебни трошки, јајца, маслиново масло, босилок и доматен сос, домашен ние користевме, се прават топчиња и се печат. Значи печењето е многу кратко, бидејќи треба само жолчката да се обработи и да го стегне целата смеса. Со какво темпо ќе бидат објавувани видеорецептите на вашиот канал на YouTube? Значи, планот ни е да објавуваме барем 2 неделно. Значи, го објавивме овој прв рецепт премиерно во неделата. Денеска додека оди емисијата премиерно оди вториот рецепт на YouTube, веќе може да го погледнат. Да, може да го погледнат. Темпото е значи 2 минимум неделно. Не сакаме ниту да бидеме премногу досадни, ниту па да не нема. Така да сакаме овој проект да трае, не е само нешто што би го снимиле сега и да остане, меѓутоа сакаме ова е жива материја, нели, со снимањето, така да ќе тераме понатака што повеќе видеа можеме. Дали рецептите што ќе може да се видат на YouTube, видеорецептите се поврзани со рецептите кои што се објавени во првиот печатен готвеч? Не. Значи ова се ова е нов предизвик, исто како апликацијата, што се одвоени апликацијата и книгата, така и видеата ќе бидат одвоени, значи нема да се повторуваат рецепти. Само рецептите што ќе бидат објавени значи на YouTube како видеорецепт, целиот рецепт ќе се најде во апликацијата. Значи што денеска ќе прикажете? Кој рецепт? Да, и веќе овој рецепт со денеска што ќе прикажеме? Вафли, воздушести вафли со брашно од јатки. Да. За поголеми дечиња. За поголеми дечиња, значи имаме една компилација на вафли, во наредниот период значи ќе објавиме неколку видеа со различни типови на вафли, така да можат да наследат. Така, значи како се нарекува вашиот канал на YouTube? Бебе готва чисто како и целиот овој проект. Така. Споминавте дека имате и апликација, Android апликација која што беше бесплатна, се уште бесплатна. Колку успуштања има до сега? Последно на 27.000 доwnloadирања од како е пуштена. Неверојатна бројка. Да. Дневно ја користат околу 3-4.000. Значи, имаме лайв стрим, објавивме и на нашата фан страна исто еден момент кај што имаше околу 3.500, мислам дека па низ целиот свет, од Австралија до Америка, во истиот момент колку беа уклучени. Месечно може би дава некогаш 7-8 до 9.000 прегледи, зависи значи статистиките како одат. Колку често ја надградувате со нови рецепти? Па до видеорецептите гледавме да ставаме по 1 до 2 рецепти неделно и тоа беа наменски. Во соработка со Маја Велковска, уште еден нутриционист кој е во нашата група и да ја поздравиме затоа што е така млада, амбициозна и секогаш е тука за членовите. Она ни направи една база на комбинации, а ние готвевме, например, како да го подобрат мајките хемоглобинот, едно прашање кое секогаш се врти во групата. Значи ние готвевме, фотографиравме, објавувавме, па имаше и многу често мајките и приватно ни пишуваат пораки и дека успеале преку рецептите кои сме ги споделиле и ние и другите членови во групата да го подобрат хемоглобинот. Од другите ни беа со витамин со омега-3. Со омега-3. Да. Ајде иве неколку комбинации на намирници кои што помагаат да се подобри хемоглобинот, односно железото во крвта на детето. Што предлагате? Најголемиот проблем е за малите бебиња, затоа што сте мислат дека се ограничени со намирници, затоа што семе од коприва, јатки и некои слични намирници не можат да се конзумираат значи на бебиња под 1 година. Значи конкретно од 6 месеци брокула, просо, сите житарки, интегрален ориз, пиперка, авокадото има многу и бананата, јаболко, значи тие имаат многу железа. Тоа се некои намирници кои што
се конзумираат уште при првата дохрана, меѓутоа родителите не се запознаени дека се богати со железо. Значи, тие се основните на почеток што можат постојано, значи да се додава авокадо, може и во зеленчукови, во овошни кашички, се додава железо со комбинација на повеќе такви намирници, брокула, пиперка и просо или интегрален ориз, имаме еден оброк за 6 месеци кој што е составен од намирници само со полни со железо. И самите содржат и витамин С кој е потребен за да се врзе железото во организмот. И многу е важно да не се конзумираат млечни производи минимум 2 часа пред и по оброкот, за да биде успешен оброкот. Така, често пати овие совети им ги давате на родителите кои ги поставуваат овие прашања. И сега сосема накратко да се задржиме за првиот печатен бебешки готвач. Тука има околу 350 рецепти. На кој начин се поделени? По месец? По месец. Кај нас оде се по месеци. Започува од 6-тиот месец, не се согласувате со дохрана пред 6-тиот месец, држите до тоа правило на Светската здравствена организација. Почеток на дохрана 6-ти месец, на вистина многу интересни рецепти. Дел од овие рецепти можат и да се адаптираат за поголеми деца. Не секогаш мора да бидат наменети за бебиња. Кашичката, односно оброкот не мора да биде изблендиран. Еве како да се адаптира? Еве, има прв оброк со масло од тиква и слично, како да се адаптира за поголема возраст? Секој оброк, еве, конкретно од 8 месеци нагоре, ти од 6 и од 7 се уште се само пробување на вкусови по 1 до 2 намирници. Меѓутоа, покомплицираните оброци што се за поголеми бебиња и деца, со додавање на сол, со додавање на зачини по вкус, значи на секоја домаќинство си има одредени зачини што ги користи. Пак ќе напоменам здрави, со додавање на тие зачини може да се направи оброкот за целото семејство. Конкретно топчињата од пастрамка што ги правевме во првото видео, не имаат воопшто сол или некакви зачини освен босилек. Меѓутоа затоа ги послуживме со доматен сос и со сос од павлака, за да може со рузмарин збогатени, затоа што едноставно со самиот сос тој оброк е направен за целата фамилија, значи може како прилог да се конзумира. Значи да не се готви посебно за бебе и за целото семејство. Со мала адаптација тоа може да биде оброк за целото семејство. Колкав е интересот за печатеното издание? На наше големо изненадување, интересот не спласна после промоцијата, значи се уште книгата добро оди, значи се бара, родителите ја бараат дали за себе, дали за подарок. И баш вчера добивме и двете едниста порака за една мајка која ни се заблагодари за бебе готвачот и дека стварно навистина им помага на родителите за да можат полесно да го испланираат секојдневието. Уште полесно е кога треба да го ставиме детето на некој да ни го чува, а истовремено да диктираме како би требало да се одвива дневното мени, па дури и бабите и бебиситерките или оние што ги чуваат децата имаат сега достапно буквално, затоа се и 350 рецепти. Значи имаат да испланираат за цел ден детето што да ја од дужинка, за цела година, до вечера. Одлични идеи има внатре. Еве им го препорачувам на сите родители, на бабите и дедовците, а еден гледач денеска ќе го добие на подарок овој бебе готвач. Веднаш по завршувањето на емисијата ќе има објава на нашата страница на Facebook 0M+ на телевизија Телма, ќе можете да ги оставите вашите податоци и до крајот на денешниот ден ќе го објавиме добитникот на првото печатено издание на бебе готвачот. Јас на крај да ви се заблагодарам што бевте денеска гостинки и да ви честитам за новиот проект видео рецепти. Навистина сте полни со идеи, секогаш презентирате нешто ново и интересно. Се надевам дека ќе најде на исто така голем одзив, како и групата на Facebook, андроидната апликација и печатената издание на бебе готвачот. Подготувате ли уште нешто? Сега да се сконцентрираме на видео рецептите, стварно сме возбудени и еве сега во Со сабота кој темпо снимате? Секоја недела. И 2 пати неделно, значи по неколку рецепти се снимаат во ден.
и да ти се заблагодариме на тебе за медиумската поддршка, бидејќи само што кој дадовме првиот рецепт, веднаш не покани и баш ни е драго што секогаш не следиш. Ние сме тука, Нулен Плюс, магазинот за родителство е тука секогаш да се следат проектите кои што ќе им помогнат на родителите во нивното секојдневие поврзано со малите деци и нивните најмили. Тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Гледајте не секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.